Повеќе од половина од населението во Тетово има хипертензија, односно висок крвен притисок. Во најголемиот број случаи тоа е женската популација, која е повеќе подложна на болести, најчесто поради зголемена тежина и хормонални заболувања. Овие податоци ги покажа истражувањето кое го спроведе Медицинскиот факултет во рамките на Државниот Тетовски универзитет. Податоците се алармантни за нас, за Тетово, пошто повеќе од 50%, поточно 52% од населението има покачен крвен притисок. И нормално тоа со години артериската хипертензија предизвикува компликации за срцеви заболувања и за цереброваскуларен инсулт. Возрастната граница нормално изнад 40 години, 40 за мажите, а за жените изнад 50 години е веќе фаза кога се во поголем ризик од појавување на таквите заболувања. Најмногу се покажа во нашето население дека е женската популација и тоа поради обезитетот, значи зголемената тежина. Се покажа дека обезитетот е најголем фактор за покачување на крвниот притисок. Значи женската популација е во поголем ризик од компликациите на артериска хипертензија. Отсуството на физичка активност, конзумирањето нездрава храна и нискиот степен на образование се најчестите причини за здравствени нарушувања. Во насока на поголема информираност и правилен третман, со цел намалување на ризикот од појава на компликации, на Медицинскиот факултет денес се одржа предавање за овие заболувања. Јас имав излагање за артериската хипертензија, пошто и конференцијата беше организирана за артериска хипертензија и факторите на ризикот. Јас тоа што го презентирав беше дел од наша работа, труд од Медицинскиот факултет во врска со испитувањето за преваленцата на метаболниот синдром, а во тој склоп и на артериската хипертензија. Тоа што беше целта за да се организира кампања и од страна на медиумите, а и од страна на здравствените работници за да се преземат мерки во тој смер за да се намали можноста за настанување на компликациите од артериска хипертензија. Ова беше втора медицинска конференција под наслов Висок крвен притисок и кардиоваскуларни ризици во организација на ДУТ и Универзитетот Тракија од Турција. На отворањето присуствуваа ректорите на двете високообразовни институции.